Со Националниот центар за вештачка интелигенција Везилка во Македонија станува активен партнер, а не само наблюдувач во развојот на дигиталната трансформација. А токму вештачката интелигенција зема се поголем замав. На оваа тема подолг период работиме и соработуваме со СЕМОС Едукација, токму околу развојот на вештачката интелигенција и дигиталната писменост. И во ова издание на Трилинг за вештачката интелигенција следуваат следните неколку минути. Во изминатата година вештачката интелигенција или AI престана да биде само технолошки тренд. Таа стана дел од секојдневната работа во многу професии. Денес не е потребно да станете експерт или да знаете како да програмирате за да ја користите. AI е веќе достапна за сите. Еве што значи тоа во пракса, објаснето преку неколку примери, сектори и професии. Во финансискиот сектор, AI се користи за обработка и анализа на податоци со поголема брзина и прецизност. Преку алатки како Copilot и ChatGPT, финансиските професионалци може да креираат извештаи, да анализираат финансиски документи и KPI индикатори, да следат усогласено со интерни процедури, да предвидуваат финансиски трендови, и сето тоа без да губат време на рутински задачи. Тоа значи дека тимовите може да се фокусираат на суштинските аспекти од работата, додека AI ги поедноставува техничките процеси. Во маркетингот, AI се користи за креирање визуелни кампањи и дизајнирање визуелен идентитет, пишување ефективни пораки, планирање стратегии, базирани на однесувањето на потрошувачите, па дури и да се пишува копи што продава. AI анализира податоци од различни извори, препознава трендови и помага да се креираат содржини што навистина допираат до публиката. Тоа не значи дека креативноста исчезнува. Напротив, AI ја засилува со што маркетерите добиваат повеќе време да се фокусираат на иновација и автентичност. Во областа на човечките ресурси, AI се користи за предиктивна аналитика, со која HR професионалците може да планираат потреби за нови вработувања и да оптимизираат процеси. Дополнително, AI се користи за следење и оценување на перформансите на вработените, со цел да се подржи нивниот професионален развој. Наместо субјективни проценки, HR тимовите добиваат податоци и алатки за објективно и континуирано следење, што води кон подобра мотивација и издржување на талентот. Оно што е важно да се разбере е дека AI не е замена за човечкиот фактор, туку е поддршка. Во суштина е алатка која ни овозможува да работиме поефикасно, да донесуваме подобри одлуки и да се фокусираме на она што навистина има вредност. Креативноста, стратегијата и човечката комуникација. AI не ја заменува експертизата, туку ја надополнува. Во СЕМОС Едукација уште од 2019 година активно нудиме обуки за вештачка интелигенција. Нашата цел е да ги приближиме овие технологии до професионалците од различни индустрии. Не за да станат програмери, туку за да научат како да ги применат AI алатките во својата работа. Имаме специјализирани обуки за финансии, маркетинг и човечки ресурси, каде учесниците добиваат практични знаења и конкретни вештини. Од правилно пишување на промптови до анализа на податоци, автоматизација на процеси и користење на AI агенти. Нашиот пристап е едноставен. Да ги направиме AI алатките достапни, применливи и корисни за секој што сака да работи поефикасно, да се развива и да остане релевантен во својата професија. Овој викенд во кој граѓаните ќе имаат можност да гласаат на престојните локални избори. За новите градоначалници ќе се знае за 2 недели. Следевте Трилинг, довидување до идниот петок.